Сега е време за меѓународни вести, а бидејќи во студиото е седнат Дејан Андоновиќ, тоа значи дека со колегата Андоновиќ ќе поминеме на некои најважни теми што се од меѓународните вести. Дејане, добро утро. Добро утро. Добро, денеска најважната неполитичка вест е трагедијата со Коби Брајант, тоа на сите ни е јасно и претпоставам дека и во наредните денови за тоа ќе се слушнат уште многу. Па ќе биде, да, но веста ние што можеме да искоментираме е дека се знае кои се причините, нели, за хеликоптерската несреќа, а тоа се лошите временски услови, каде што пилотот на хеликоптерот не направил добра проценка, неколку пати вртел околу. Се спомнуваше некаква експлозија во хеликоптерот. Не, последната информација, предмалку пред да влезам у студио, ја прочитав по релевантните американски медиуми, каде што речиси 100% е сигурно на пилотска грешка, односно неможноста да се проценат условите временски, имало голема магла, пилотот се обидал да слета на локалниот аеродром, 2-3 пати свртел над зоолошката градина во тој дел и на крај не успел ни да се врати, ни да продолжи, така да хеликоптерската несреќа речиси 100% е дека се работи поради лоши временски услови и поради пилотска грешка. Сепак нашето внимание утринава ќе го прекупира една друга тема. Балканот влегува во еден низ од избори парламентарни, локални и така натаму во 4-5 балкански земји 2020 година. Што тоа значи, Дејане, за сите нас и за целиот балкански регион? Изборна година за земјите од поранешните републики на СФРЈ, но или од Западен Балкан, како модерно го нарекуваат европејаните и светската јавност. Од 5 држави 4 имаат избираат влада и парламент, односно парламентарни избори, освен Босна и Херцеговина која има редовни локални избори. Што тоа значи? Од исходот на овие избори ќе се види каде одат земјите од поранешна СФРЈ, на која страна ќе одат, ако се земе во предвид комплексната меѓународна сцена. Свесни сме, секојдневно ја анализираме, но и сме во можност да ги гледаме глобалните медиуми, каде се судираат истокот и западот, каде се судираат не двете, туку сега и трите светски суперсили со своите интереси, Соединетите американски држави од една страна, Русија која не се откажува од овој дел, на друга страна. Сведоци сме дека и Кина се обидува да влезе преку тој економски појас и пат, каде што сака преку брзата пруга да отиде од Грција кон Европската унија. Ќе видиме, ќе почнеме со Србија. Србија негде во април, уште не е јасен датумот, од 19 до 24 некои од тие денови ќе ги одржи парламентарните избори, каде што ќе се бира новата влада, но таму ситуацијата е комплексна, ако се земе во предвид дека владеачката Српска напредна странка на Александар Вучич има огромен рейтинг, но таму има проблем што има поделена опозиција, има една опозиција која е предводена од радикалите на Воислав Шешелј, токму онаа партија од каде што произлезе Александар Вучич, кој, како што ги нарекуваат, глумат опозиција. Од друга страна има опозиција предводена од Драган Джилас и од поранешната Демократска партија, еден склоп на партии каде што не сакаат да излезат на избори додека не се направат изборните правила, стравувајќи дека Вучич ќе ги лажира изборите. Ќе видиме, анализите велат дека можно е тие избори да се соочат со бојкотот од таа опозиција вон парламентарна и дека е можно, како што велат самите, на избори да излезат само владеачките Српска напредна странка на Вучич и коалициониот партнер на втората по сила партија на Ивица Дачич, социјалистите на оној поранешен лидер. Се очекува да бидат изборите драматични или во Србија сепак е тоа решено прашање пред да се излезе? Па драматични се предизборните превирања, но мислам дека самите избори ќе останат мирни, но Србија како е најголема, нели, република или држава во овој регион е на некој начин многу ќе влијат настаните што се случуваат околу Србија, значи настаните во Црна Гора, каде исто така ќе има парламентарни избори редовни, не се знае датумот, каде што исто така ќе има судир на една европска, би рекол, идеја предводена од лидерот на Демократската партија на социјалистите на Мило Џукановиќ, кој е 30 години на власт. Буквално е 30 години на власт и ги помина сите можни превирања од ортачење со Слободан Милошевиќ до сега некоја европска идеја, и од друга страна се оние
оние Срби така наречени односно Срби кои се декларираат како Срби, кои се противници на Мило Ѓукановиќ. Таму изборите ќе покажат дали ќе се оди по европскиот пат кој го заговара Ѓукановиќ или можеби источно центристичката идеја која е проруска, која пропагираат Србите. Повторно ќе кажам, Белград е главниот дел, од таму све се рефлектира. За Црна Гора само сакам да кажам дека е интересно дека ова се први избори парламентарни редовни по 2016 година кога Мило Ѓукановиќ, како што рекоа медиумите, преживеа обид за пуч. Значи избори во Македонија, избори во Србија, избори во Црна Гора, избори во Босна И во Хрватска, по само на кратко да кажеме дека по изборната победа на социјалдемократите на Зоран Милановиќ, ХДЗ сега се судира со еден тежок проблем бидејќи се покажа на претседателските избори дека десничарското крило е подвоено, ги има оние центристи кои ги предводи актуелниот Пленковиќ и оние кои ги предводеше претседателскиот кандидат Мирослав Шкоро, односно ултрадесничари. Ќе потсетам, тоа е една тенденција десничарите да се судираат со ултрадесничарите. Рейтингот на ХДЗ е голем, но ќе видиме дали можеби ќе се случи нешто како во Полска. Бидејќи се вклучиме со линк наскоро во Институтот за земјотресно инженерство, каде што нашиот колега Чаловски со директорот ќе поразговарат за уште една важна регионална тема, а тоа се земјотресите кои ни се случуваат. За жал стана многу често. За жал така е. Само последно прашање, Андоновиќ. После оваа година, што е твојата проценка после сите овие избори? Ќе се зајакне ли идејата за Европска унија или заради различните можни исходи до изборите таа идеја ќе претрпи одредено повлекување или стагнација? Лично мислам дека нема да се зајакне, ако се земе во предвид дека и самата Европска унија има внатре судир. Ќе потсетиме дека на 31 официјално Велика Британија напушта Европската унија. Од друга страна, европјаните што останаа во Европската унија не успеа да го надминат ривалитетот пред се Франција преку Макрон и Германија преку Меркел. Односно наследничката на Меркел. Што укажува дека администрацијата на Трамп по изборите сигурно ќе се обиде и конечно да стане над Европа кога се однесуваат интересите во Доколку се разбира, Трамп победи на изборите. Само ќе докажам дека таму има избори. Една од тезите е дека САД проценува дека Европската унија не може да го спречи продорот на кинезите по тој појас и пат низ Европа, па оттаму и Трамп администрацијата во Белата куќа ќе се обиде лично да ги спречи кинезите во овој дел од светот.